Дали најавата на премиерот за избор на председател на државата во парламентот, доколку не биде обезбеден цензусот во вториот круг на избори, значи исполнување на последните барања од тиранската платформа. Заев ќе потврди дека не се исклучува можноста намаса повторно да се најде измената на уставот, со што ќе биде отворена опцијата шефот на државата наместо на непосредни избори да го избираат народните избраници, што пак беше идеја на ДУИ, кои се главни заговарачи на тиранската платформа. Со формирањето на новото министерство претречи си 1 месец за спроведување на рамковниот договор и влегување во сила на законот за двојазичност, власта овозможи реализација на дури 90% од барањата впишани во тиранската платформа, која како божикна честитка беше испратена до македонските политичари и ултиматум за формирање на влада уште во 2016-та. Составена од 7 точки, тиранската платформа како пишан документ воопшто не постои на македонски јазик. Сепак сите услови за 2 години од доаѓањето на власт на СДСМ речиси во целост беа исполнети. Постигната е целосна рамноправност која беше побарана уште со рамковниот договор. Спроведена мултиетничност во уставот каде албанците се сметаат за државотворна нација. Откако спикерот Џафери без подпис на председателот го објави законот за јазици, се исполни барањето за целосна јазична еднаквост. Иако со добивањето на мандатот од Иванов заев даде гаранција за унитарноста, суверенитетот и интегритетот, но и неподчинетост на Македонија пред друга држава, сепак со ставањето на брза лента на сите албански барања, уште еднаш се демантираше самиот. Ние не бегаме од платформата. Неколку пати потенцираме. Имаме позитивен аспект на платформа. Ниту еден документ, платформа, декларација, акт или действие кои би биле спротивни на погоре наведените ставови не може да бидат услов ниту основа за формирање и дејствување на владата на Република Македонија. Во пазарот со БЕС и Алијанса, заев го исполни барањето за етничка припадност и државјанството на албанците. Сега ќе се менуваат дури 5 закони за да се инкорпорираат нивните барања. Единствено нереализирано остана барањето собранието да усвои резолуција со која ќе се осуди геноцид врз албанскиот народ во периодот од 1912 до 1956. По рамковен договор се вработени албанци во сите државни институции, а обезбедени се и повеќе пари за општините со албанско население. Формирани се албански културни институции на централно и на локално ниво. Во тиранската платформа беа уфатени неколку судски случаи, дел од нив и со правосилни судски одлуки. Сопот, Бродец, Монструм и Диво населје, за кои албанските потписници бараа меѓународна истрага. Албанските представници беа вклучени и во решавањето на спорот со името и постигнување на добрососедски односи со Бугарија, кои владата на Заев експресно за 1 година ги постигна. Во делот за добрите односи со соседите, зголемена и соработката со Косово, а неодамна беше објавен и проектот за изградба на автопатот Скопје-Блаце, а во Собранискиот пазар за двотретинско мнозинство, Заев се испазари и Косово да биде петиот сосед на Република Северна Македонија. Со председателските избори се оживеа идејата за консензуален кандидат на владиниот двоец СДСМ ДУИ.